Манастирската црква Свети цар Константин и царица Елена, позната како Вратнички манастир, се наоѓа на крајниот североисточен дел на Долни Полог во подношието на Шар планина, под врвот Љуботен. Територијално всушност манастирската црква се наоѓа во самото срце, центарот на Вратница во рамниот дел на местноста Честолюбје, завиткан во густа дабова шума. Манастирската црква е оддалечена 23 километри од Тетово и се наоѓа на надморска височина од 700 метри, од каде има прекрасен поглед кон преубавата и недопрена природа на Шар планина. Самата местоположба на манастирската црква придонесува за атрактивноста на истата, од каде секој добронамерен посетител може да го почувствува допирот на небото, духовниот мир, и допирот на земјата, природниот мир. Иницијатива за возобновување на манастирската црква Свети цар Константин и царица Елена во Вратница пројавува неговото високо преосвештенство митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил уште во 90-тите години на 20-тиот век. Ваквата иницијатива вратничани ја прифаќаат некаде во 1997 година, при што веднаш започнуваат да прават подготовки за реализација на истата. За таа цел во 1999 година се избира нов црковен одбор, чии приоритети се насочени кон реализирање на иницијативата на митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил. Веднаш се пристапува кон средување на имотно-правните односи на локацијата каде што постоела црква, односно каде што треба да биде изградена новата манастирска црква Свети цар Константин и царица Елена. Ваквата иницијатива наидува на голема поддршка и помош од тогашната општина Вратница. Најпрво по иницијатива на иницијативниот одбор за возобновување на манастирскиот комплекс Свети цар Константин и царица Елена Вратница беше нарачано од Друштвото за проектирање и градежно занаетчиски работи Инком инженеринг да изготви техничка документација, урбанистички и главен проект за изградба на манастирски комплекс Свети цар Константин и царица Елена во Вратница. Паралелно со изготвување на проектот, поставена е електрична и водоводна мрежа. По изготвувањето на техничката документација, урбанистички проект за местноста Честолюбје на површина на 14.000 метри квадратни, се предвидува да бидат изградени манастирска црква, камбанарија, надкриена трпезарија, парохиски дом резиденција, ресторан, игралиште за тенис, игралишта за мали спортови, песочник за деца, пешачки патеки и платоа, фонтани и така натаму. Во летото Господово 2000-та година, кога вратничани одбележуваат 2000 години од христијанството на своите вековни огништа, Бог се јави на небото и ги испрати Свети цар Константин и царица Елена да ја спасат Вратница од злото кој се заканува.
Со помош на славата на светите и најсилното оружје на свети цар Константин Велики, крстот, вратничани ја извојуваа најголемата историска победа врз злото, пошто на 3.6.2000 година го поставија светиот крст на светата земја во честолюбје, истиот да сведочи за минатото. Пред него се поклонија и заколнаа дека на старите темели на некогашната црква на ова свето парче земја ќе изградат нов вечен дом на Бога, посветен на свети цар Константин и царица Елена како заштитници на вратница. Ветеното пред Бога и пред заштитниците на вратница, свети цар Константин и царица Елена, вратничаните започнуваат да го остваруваат по 51-виот ден од поставувањето на светиот крст на светата земја, во срцето на вратница, честолюбје. Со голема љубов и верба во Бога и постапките на своите заштитници, свети цар Константин и царица Елена, вратничани со крстот во срце на 23.7.2000 година, во присуство на голем број граѓани од Вратница и од Полошкиот регион, во непосредна близина на старите темели на некогашната разурната црква во честолюбје, го извршија осветувањето на камен темелникот на новата манастирска црква, посветена на свети цар Константин и царица Елена. Манастирската црква ја освети неговото високо преосвештенство митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил во сослужение со повеќе свештенослужители од Тетовското архиерејско наместништво. Браќа и сестри, наши соселјани, роднини, пријатели, почитувачи на Рајска вратница, пак ќе бијат вратничките камбани. Долги години, па дури и децении беше присатна, а и се уште е присатна кај сите вратничани, идејата за обнова на нашето големо христијанско и сенародно светилиште, манастирот Свети цар Константин и Елена, во местноста Честолюбје, токму овде каде што се наоѓаме сега. Наоѓајќи се во 2000 година од сехристијанскиот јубилеј и во 6 на роденденот на нашата убава прадедовска вера, преку која во минатото се сошуваме да се одродиме и да останеме она што денес сме. Мислиме, овој настан не го пропуштиме и токму во оваа година, во овој милениум пристапиме кон изградба и обнова на манастирот. Силата за да се опстои на овие наши вековни простори е во нашето единство и каде и да сме. Таа рака што дава браќа, читаме во Библијата, не се суши, туку станува посилна, поделотворна, поверичетна. Порано не ги знаеме овие вистини и вредности. Сега се трудиме да се доближиме до Бога со самото тоа еден до друг. Господе милостив, Света Петка, Свети цар Константин и Елена нека не бидат со нас, нека ни помогнат и нека не умудруваат во најскоро време да го изградиме ова свето дело. Амин. По осветувањето на камен темелникот на новата манастирска црква, започнаа градежните работи околу изградбата на истата. Градежните работи ги отпочна градежното предпријатие Тетово градба. Работите се одвиваа добро и со предвидена динамика. Се до летото 2001 година, кога во Тетово и Тетовскиот регион започнуваат да се случуваат немили настани, поради што градежните работи беа стопирани. По пауза од 3 години, во летото Господово 2004, вратничани продолжуваат со изградбата на зацртаната вратничка манастирска црква. Градежните работи продолжи да ги изведува градежното предпријатие Дане Комерц. Пресуден момент во истата година има организираниот доброволен концерт на ансамблот Танец во Вратница, пошто целосно е завршена карабината на манастирот Свети цар Константин и царица Елена.
На 24.7.2005 година, со голема поддршка на Силма Кјегуновце, се крунисува Вратничката манастирска црква со поставување на светиот крст на цар Константин Велики над истата. Облаците го отворија небото, а сонцето од блесокот на поставениот крст го осветли патот на вечноста кон Вратничкиот манастир. Со цел да се заштити уникатноста и автентичноста на новоизградениот христијански дом на сите вратничани, летото Господово 2006 повторно пристигнува поддршка од Силма Кјегуновце за покривање на манастирската црква со бакар. Истото лето Господово следува голема волонтерска акција на вратничките електричари за искоренување на темнината од манастирската црква со поставување на комплетна електрична инсталација, каде сјајот и светлината на Божјото небесно царство завладуваат во овој вечен дом на Бога. Вратничани не престанаа со своите активности, туку напротив, продолжуваат манастирската црква да ја градат со песни и ора. И тоа, 2005 година се организира вратничка вечер во ресторанот Електра во Тетово. 2006 година се организира доброволен концерт на ансамблот Венац од Грачаница, Косово и културно-уметничкото друштво Бранко Чајка од Тетово. И 2007 година беше организиран доброволен концерт на Кут Бранко Чајка од Тетово со пријателите од културно-уметничкото друштво од Унгарија. Ваквата динамика на активности резултира летото Господово 2007 со малтерисување, поплочување и изградба на преостанатите градежни работи на манастирската црква. Започнува нова фаза на внатрешно уредување. Се вршат постојани посети на голем број на манастирски цркви во Република Македонија, кои се посветени на свети цар Константин и царица Елена. Будно се следат и анализираат сите изработени иконостаси и фрескописи на манастирските цркви. Се консултираат голем број на експерти, верски лица стручни од таа проблематика. Се донесува вратничко-христијанска одлука. Во вистинско време дека вратничката манастирска црква поради својата местоположба, долговековна историја и традиција, мора да биде уникатна и во согласност со сите православни христијански црковни и канонски одбележја на Македонската православна црква. За изработка на иконостасот се донесува исто така вратничка христијанска одлука, дека истиот мора да биде изработен од посебна смеса на цврст бел цемент, кој ќе ја символизира моќта и цврстината на внатрешниот духовен мир на вратничани. За таа цел, летото Господово, април 2010 година, се ангажира на далеко прочуениот македонски вајар со вратничка крв, Славко Јосифовски со тајфата, кои за краток временски период од 18 месеци успеваат да го изработат иконостасот, срцето на вратничката манастирска црква, користејќи посебна техника на изработка на иконостасот во средновековен македонско-византиски стил. Иконостасот е изработен во армирано бел цемент. Материјалот за изработка е користен од вратничкиот крај. Сите елементи се изработени во ателје.
моделација, правење на калупи, лиење на сегменти на сите делови. Монтажата е изведена на лице место, каде што се гледа и самата изгледа. Следејќи го живописот на фреските во многу манастирски цркви, како и Божјата дарба, која ја поседува зографот Венко Цветков, вратничаните донесуваат христијанска одлука летото Господово август 2010 година, во која сјајот и светлината, душата на живописот на вратничката манастирска црква му го доверија на овој привилегиран академски сликар, кој дипломирал на Ликовната академија во Љубљана. Со своите очи и вешти раце, најпрви ни осозна историјата на вратничаните, а сега веќе истата со Божја промисла ја преточува во фрески од средновековен македонско-византиски стил, согласно Божјите канонски правила. Ваквата уникатност пројавува голем интерес помеѓу граѓаните од Полошкиот регион и пошироко, кој за вратничани представува најголемиот и најскап Божји дар кој ни го подари Бог. Техниката која ја користи зографот според стручни и компетентни лица е современа и гарантира долговековност, како што се употребувала со вековите. Тука се најдовме во вратничкиот манастир црква Цар Константин и Елена, да ги искажеме, изразиме сите наши долгогодишни искуства и способности, да ја осликаме, да украсиме ова прекрасна црква, прекрасно дело на вратничани, на населението од овој крај, населението од Вратница и во иселеништво, и да направиме едно прекрасно дело кое сигурно ќе остане со векови тука да обстои, да постои, да ги обслужува верниците. Што се однесува до живописот, јас се насочив да го представам живописот во најубавата форма на македонскиот средновековен стил, кој е застапен на ова културно поднебие наше, значи Балканот, посебно на периодот на 14-15 век и во една транспозиција во современ стил. Го представуваме живописот тука, значи во една релација на религиски канони, односно верски канони, и изработен е живописот во современа техника, но која кореспондира со квалитетите, високите квалитети на средновековието. А што се однесува до визуелниот ефект, значи можам да заклучам по реакциите на населението кој е без исклучок, значи со воодушевување ги следи сите работни процеси, сите работни достигнувања тука, и се надевам, бидејќи тоа ми дава и поттик, и се надевам дека така успешно и ќе завршиме работата до крај, до целосно осликување на Божјиот храм Свети Цар Константин и Елена. Вековниот историски сон и стремеш за возобновување на секое православно христијанско светилиште во Вратница, вратничани започнаа да го остваруваат со изградбата на манастирската црква Свети Цар Константин и Царица Елена во местноста Честодубје. Изградбата на оваа манастирска црква трае цели 12 години, што ги символизира 12 свети апостоли и 12 месеци во годината. Ја представив и композицијата Света Великомаченица Петка, и како што дозволува и традицијата, значи не само по моја одлука, ја представив и фигурата на Светата Петка, ја представив во амбиентот на Вратница,
значи во позадината ја представи вратница, така на некој метафорички начин ја донесов светицата во овој крај. Од историски гледен аспект, според сите досегашни истражувања и пишана документација до кои дојде невладината организација Мултиетнички актуелен центар МАЦ, како и постојаните сознанија и остатоци на материјална култура, говорат дека најстарата црква во Вратница била во местноста Честодубје, посветена на цар Константин и царица Елена. Истата била изградена некаде во 5 до 6 век во византискиот период. Ваквото мислење се базира на фактот што цар Константин бил прославуван и познат по признавањето на христијанската религија во 4 век. Логично на тоа, во периодот што следувал, црквите кои се граделе доста често го добивале неговото име. Според постојните историски и археолошки сознанија и остатоци на одредени населби и објекти во Полог, во римско-византискиот период тие по правило се граделе во рамниште, што говори фактот дека истата црква била изградена во рамнината на Вратничко поле, додека тврдините што имале војно-одбрамбени функции се граделе на повисоките падини на Шарпланина. Тоа докажува дека во таа рамнина постоела во тоа време некаква населба за чии потреби била изградена споменатата црква. Со доаѓањето на словените помеѓу 5 и 10 век се претпоставува дека таа населба и црква биле уништени, а жителите од истата рамничарска населба од разни причини се прелоцирале на подрачјето на Северна Вратница, формирајќи ја како ново село или пак приклучувајќи му се на веќе постојното. Со цел обележување на старата црква, некаде кон крајот на 18 или почетокот на 19 век, била изградена еднобродна црква од слаб материјал која со текот на времето се распаднала. Истата била со широк нартекс со димензии, должина 18,20 метри, ширина 4,20 метри, нартекс ширина 10 метри. Точната ширина на зидовите според пишаната документација не можела да се констатира. Според помнењето и преданијата на старите вратничани, на денот на селската слава 3 јуни, Костанов ден или Костаноан, вратничани оделе на кршење колач и палење свечи на местото на старата црква во Честодубје. Ваквите обичаи и обреди се одвивале постојано до 1936 година. Потоа истите се пренеле во новата црква Света Петка, која била осветена во 1932 година. Житие на светиот цар Константин и светата царица Елена. Родители на Константин му беа царот Констаци Флор и царицата Елена. Флор имаше уште деца и други жени, но од Елена го имаше само овој Константин. 3 големи борби имаше Константин кога се зацари. Една против Максенци, тиранин во Рим, друга против скитите на Дунав и трета против византиците. Пред борбата со Максенци, кога Константин имаше голема грижа и се сомневаше во својот успех, му се јави сред бел ден блескав крст на небото, сиот закитен со звезди, а на крстот стоеше напишано: "Со ова победувај." Восхитен царот нареди да му искова голем крст, сличен на тој што му се јави, и да го носат пред војската. Со силата на крстот тој стекна славна победа над бројно надмоćниот непријател. Максенци се удави во реката Тибар. Веднаш потоа Константин го издаде прочуениот едикт во Милано 313 година за престанок на гонењата на христијаните. Откако ги победи византиците, тој изгради прекрасна престолнина на Босфор, која што оттогаш се нарече Константинопол. Но пред ова, Константин западна во тешка проказна болест лепра. Жреците и лекарите го советуваа да се бања во крв од заклани деца, но тој тоа го одби. Тогаш му се јавија светите апостоли Петар и Павле и му рекоа да го побара епископот Силвестер,
кој што ќе го излечи од страшната болест. Епископот го поучи во христијанската вера и го крсти и проказата исчезна од телото на царот. Кога во црквата настана раздор заради смутливиот еретик Арий, царот го свика првиот Вселенски собор во Никеја во 325 година. Овде се осуди ереста, а се утврди православието. Благочестивата мајка на царот, Света Елена, ревнуваше усрдно за верата Христова. Таа го посети Ерусалим и го пронајде честниот крст Господов и на Голгота ја изгради црквата на Воскресението и уште многу други цркви по светата земја. Во својата 80-та година оваа света жена се представи кај Господ во 327-та година, а царот Константин ја надживеа мајка му за 10 години и се упокои во својата 65-та година во 337 година во градот Никомидија. Неговото тело беше погребано во црквата на Светите апостоли во Цариград. Осветувањето на возобновената манастирска црква е извршено на 3 јуни 2012 лето Господово, на празникот на слегувањето на Светиот Дух Духовден, како и на празникот на светите цар Константин и царица Елена. Поради здравствени проблеми на нашиот надлежен епархиски архиереј митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил, манастирската црква посветена на светите цар Константин и царица Елена беше осветена со негов благослов од страна на митрополитот Повардарски господин Агатангел во сослужение на повеќе свештенослужители и ѓакони. Осветувањето на манастирската црква започна со трикратен опход околу црквата на верниците и читање на евангелиските пораки. По символичното затропување на вратата на манастирската црква, верниците влегоа внатре за да присуствуваат на подготовката на Светиот престол. Беше подпишана повелбата, која потоа заедно со Светото миро беше ставена во престолот. По чинот на осветување беше отслужена света литургија на која чиноначелствуваше митрополитот Повардарски господин Агатангел во сослужение со свештенослужители од Полошко-Кумановската епархија. На светата литургија кон на собраните верници митрополитот Агатангел се обрати со кратко слово. А по причестувањето на дел од верниците, митрополитот и свештенослужителите пристапија кон служење и на вечерната богослужба, која во овој ден се извршува веднаш по литургијата. По големиот прохимен од страна на владиката и свештенослужителите беа прочитани трите долги молитви предвидени за овој ден. Литургијата беше збогатена со велелепните звуци на тетовскиот хор Менада под диригентство на доктор маестро Ивица Зорич. Прославата беше крунисана со заедничко братско и сестринска трпеза на љубовта, а свеченостите продолжија со богата културно-уметничка програма во дворот на манастирската црква.
Секој народ има своји истакнати пастири, своји духовни водачи, а ние вратничаните сме горди и среќни што во нашиот животен век живее и нашиот македонски пастир, дедо Кирил. Врз чии дела и зборови се темелеше и нашиот опстанок на овие вековни огништа. Секогаш во неговите зборови и дела ја наоѓавме нашата духовна сила, која ни помагаше и се уште ни помага да истраеме во овие тешки времиња за нашиот регион и нашата вратница. Неговото високо преосвештенство митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил е најстариот архијереј по хиротонија во составот на македонскиот православен епископат и единствениот жив потписник на историската одлука на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква од 17 и 18 јули 1967 година за возобновување на целосната духовна и канонска автокефалност на Охридската архиепископија. Митрополитот Кирил или Никола Поповски е роден на 23 јули 1934 година во Царев двор, Преспанско. Уште од мал како четврто дете меѓу 8 рожби на неговите родители Милица и Бојан Поповски. Токму покрај топлото родно огниште ќе се соочи со типично македонско благородно извориште на православната вера и на оригинално македонолюбие, чија света традиција ќе му го осмисли животот. Овде за него, покрај богосознанието од тврдокорните православни верници, меѓу кои растел, а подоцна и од древните богослужбени текстови, зачувани во долапите и во ковчезите на предедовските поколенија со кои бил обкружен. Потекнува од благородно христијанско православно семејство Поповски, кое ова презиме го добило затоа што со векови било посветено на Бога и на црквата Христова. Неговите предци повеќе од 300 години наназад на црквата на македонскиот народ ќе ја посветат 32 своји луѓе во свештенички чин. Уште на детска возраст ќе го почувствува мирисот на темјанот во убавата црква во Царев двор, посветена на Свети Никола. Одејќи секојдневно во основното училиште, кое се наоѓа во близина на овој храм, младиот Никола често ќе се навраќа во него. Основно образование завршува во родното село во 1951 година, а петоразредна богославија во Призрен во 1956 година. Во 1960 година прв пат се вработува како службеник во Скопската митрополија. На 6.4.1964 година го прима монашкиот завет, а на 7 април на празникот Свети Благовести е ракоположен во ероѓаконски чин во манастирот Света Пречиста кај Кичево. Пролетта 1965 година како член на делегацијата на МПЦ, предводена од архиепископот Доситеј, во својство на архиџакон, за прв пат патува во Канада и во САД. Во Московската духовна академија во Загорск, каде до 1967 година завршува прв степен на студиите. Веднаш потоа е повикан да се врати во татковината, а на 5 јули 1967 година на редовната седница на Светиот архиерејски синод на Македонската православна црква, одржана во архиепископската резиденција во Кривидол, е избран за викарен епископ на Македонската православна црква со титула Тивериополски. Наречението е извршено на 11 јули 1967 година во соборниот храм Свети Димитри во Скопје, а наредниот ден на Петровден во овој храм е извршена хиротонија во епископски чин. За овој настан митрополитот господин Кирил има изјавено: "Со задоволство го примив името на македонскиот рамноапостол Свети Кирил Солунски, а Петровден 1967 година никогаш нема да го заборавам. Беше величествено, беше вознесено. Станав член на Светиот архиерејски синод на МПЦ, на чија седница одржана на 5 дена подоцна на 17 јули истата година беше донесена историската одлука за канонско возобновување на целосната автокефалност на Охридската архиепископија во лицето на автокефална Македонска православна црква и бев избран за прв надлежен македонски архиереј за американско, канадско,
Австралиската епархија на МПЦ. Во 1969 година заминува за Канада, со седиште во Торонто, со цел да ја организира преку океанската епархија. Со Австралиската епархија, која во 1974 година е одвоена од Американско-канадската, активно раководи до 1982 година, а со Американско-канадската до 1987 година. Во периодот на раководењето со овие епархии, од 1971 до 1978 година, администратира Истополошко-Кумановската епархија. По упокојувањето во Господа на архиепископот Доситеј од 22 мај до 19 август 1981 година, до изборот на новиот поглавар архиепископот Ангелари ја извршува должноста местобљустител на архиепископскиот трон на нашата света црква. Прогласен е и за почестен граѓанин во повеќе од 15 града, во САД и во Канада и во неколку града во Австралија. Добитник е на повеќе признанија, плакети, како и на орден заслуги за народ. По успешно остварената и завршена мисија во странство меѓу нашите иселеници, повторно по човеколюбивата промисла Божја, владиката Кирил се враќа во матичната земја и овде му е доверено од синодот на МПЦ раководењето на Полошко-Кумановската епархија. Во 1987 година е назначен за Полошко-Кумановски митрополит. Во Македонија владиката Кирил уште еднаш ги покажа своите исклучителни квалитети и надарености во организирањето и духовното раководење на довереното македонско Божјо стадо. Бројни битки водеше овој величествен и надарен човек. Мораме да признаеме дека за да се води и брани еден народ повеќе од 45 години не е воопшто лесна и едноставна работа. За да се биде одлучен во најтешките времиња, кога се закануваше страшното робство со сите негови пропратни демонски замки, само Божјата промисла го определи да се најде на својата татковина, тогаш кога е најтешко, кога опасностите и лукавите искушенија беа најголеми. На 18.11.2012 година во манастирот Свети Јоаким Осоговски се отслужи света божествена литургија на која чиноначалствуваше митрополитот Повардарски господин Агатангел во сослужение на епископот Велички господин Јосиф и епископот Лешочки господин Јосиф и бројно свештенство од Кумановско-Полошката епархија. На литургијата присуствуваше неговото блаженство архиепископот Охридски и Македонски господин Стефан, митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил, митрополитот Дебарско-Кичевски господин Тимотеј и митрополитот Брегалнички господин Иларион. Со оваа литургија се одбележаа 45 години од хиротонијата на најстариот член на Синодот на Македонската православна црква, митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил. Полошко-Кумановската епархија, со која раководеше неговото високо преосвештенство, митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил, го зафаќа северозападниот дел од Република Македонија, во чиј состав се наоѓаа 5 архиерејски наместништва, во кои имаше 202 цркви, 28 манастири, 54 параклиси и 194 места каде се поставени крстови. Оваа епархија обединуваше околу 200.000 верници, православни христијани. Во состав на архиерејското наместништво во Тетово се наоѓаа 72 цркви, 10 манастири, 6 параклиси и 1 крст. Владиката Кирил цели 26 години ја водеше Полошко-Кумановската епархија. Коавтор е на монографијата Почит кон Свети Кирил Солунски, 10 поклоненија на Свети Кириловиот гроб во Рим, Скопје, 1979 година. Зборуваше руски јазик, а се служи и со англискиот.
Невладината организација Мултиетнички актуелен центар МАЦ, додека го подготвуваше овој документарец за возобновување на манастирската црква Свети цар Константин и царица Елена во Вратница на 79 годишна возраст во 2 часот наутро на 11 јуни 2013 година се упокои во Господа Полошко-Кумановскиот митрополит господин Кирил. Немаме зборови со кои би ја искажале нашата почит и добрина кон неговото високо преосвештенство, митрополитот Полошко-Кумановски господин Кирил, за вложениот труд и поддршката во возобновување на манастирската црква во Вратница. Споменот кон митрополитот Кирил останува вечен, а почитувањето на сите нас кои што со радост се сеќаваме на неговиот лик и служба во црквата, нека биде трајно.